Од овој месец нема веќе одложување на ратите за кредити, што како мерка беше воведена лани поради негативните ефекти на пандемијата врз економијата. Банките лани во 2 наврати на по 6 месеци овозможија граѓаните погодени од ковид кризата да може да склучат договор за одложено плаќање на ратите. Од април, оние кои што искористиле мерката за одложување на ратите, ќе мора да продолжат со редовното плаќање на обврските, а со стартот на редовното плаќање ќе им стигне и повисока рата. Оти ќе треба да ги плаќаат и каматите за оние месеци за кои им беше замрзнато плаќањето на ратите. На почетокот на пандемијата на коронавирусот, кога поради рестриктивните мерки и ограничувањето на движењето повеќе страдаше економијата, владата донесе мерка со која се уредува одложување на исплатата на ратите и други поволности, со кои што ќе им го олеснат сервисирањето на кредитите за време на корона кризата. Лани банките ја одложија отплатата на кредитите од 1 април до 30 септември и потоа од 1 октомври 2020 година заклучно со 31 март 2021 година. Според податоците на Народна банка, банките лани од каматите на граѓаните инкасирале 168 милиони евра од компаниите, пак наплатиле 101 милиони евра, а 15 милиони евра се слеале од каматите на државните хартии од вредност. За сега нема најавено ново одложување, односно замрзнување на ратите, иако економската состојба во државата се уште не е стабилна, а на сила се и нови рестриктивни мерки со кои одредени сектори нема да работат, а дел ќе работат со скратено работно време поради полицискиот час кој почнува во 20 часот.